Сосема сте во право, но можам да дополнам не само минатата и задминатата, веќе 30 години колку што сум јас во оваа сфера, во земјоделието, се прибираат или се набавуваат бугарско семе или семе од Република Бугарија. Не велам дека целокупното семе во Република Бугарија е фалш, но знаеме дека кога ќе одиме во Бугарија како страни купувачи, голем број од таму тамошните продавачи знаат да ни подметнат, односно да им подметнат на купувачите од нашава држава неквалитетно собирано или некое сосема друго семе, со цел да добијат до поголема заработувачка, а знаат дека они се заштитени, односно не можат понатаму никој да ги гони. Па така да ги подсетам сите земјоделци дека кога беше актуелно пред 10 години долгата краставица и 15, се купуваат божем поевтино, односно поевтино семе, а рекол зашто велам божем, затоа што мислејќи дека е поевтино, понатаму излегува тиквички, пота доматите излегува жолти, никакви слабо развивање, па и кај зелката се често пати знаат да се во кесето, кој што во Бугарија многу лесно, веќе нема декларации, има помала контрола, како резултат на тоа што се во Европската Унија, па се стават семиња кои што не се хибридни или семиња кои што се со слична карактеристика, но со многу послаб квалитет отколку што оригиналот, па се продаваат на нашиот пазар и онда има проблеми. Затоа секогаш сум борец и пропагирам семенскиот материјал секогаш да се купува во нашава држава и нормално да се бара потврда, односно фискална сметка. На секој, според нашите законски прописи, во колку земјоделскиот производител е оштетен во однос на поникнување, тогаш ќе му се надокнади семенскиот материјал, но, што е многу важно, во колку се добие сосема друга сорта, него што е дадената сорта, тогаш според нашите законски прописи, без разлика дали сака увозникот да го тоа призна или не, се надокнадува целокупната штета. Значи, си има процедури, законски, судски и така натаму. И тука има ситуации каде што сите оштетени странки кои што проведеле или подигнале спор во однос на штетата, а за среќа такви, може да се рече да едната рака на прсти се досега бројат, биле обештетени. Значи, пропагирам. Вие или земјоделците живеат од ова земјоделско производство. За 100 динара, за 1000 динара, за 5000 динара не треба да се коцкат, затоа што ниеден коцкар не е богат, велам секој се губи на крај, и можат многу да изгубат на крај, затоа што место да очекуват род, квалитет, пласмат, може да плачат својата фамилија и они самите да отидат во економска бездна, значи во една сиромаштија, кај што понатаму нема да можат или многу тешко ќе се извлечат. Затоа повторувам, купувајте семенски материјал, без разлика во која земјоделска аптека во нашава држава, погледнете дали има одзади декларација, важечка декларација на која што спишува производство, увозник и така натаму, значи се има дата и така важење и нормално со потврда, фискална сметка, чувајте си ги, може да си чувате по неколку семки, 5 до 10 семки за утре, за не дај Боже, за вештачење и супер вештачење, ако во колку се побара, и на тој начин сте се сигурни производителите и понатаму имат огромна шанса со понатаму правилно да го изведат самото производство.